Бројни патеписи од сите страни на Европа, во времето од доаѓањето на османите на нашиве простори па се до завршувањето на Првата светска војна, за Битола оставиле голем број записи. Многу од тие записи денеска можат да се најдат во депоата на огромните библиотеки во Америка и Русија, односно во големите градови Лондон, Париз, Москва и така напамет. Патеписците речиси како по непишано правило, при секоја посета на Битола зборувале дека Битола има две реки, Драгор и Курдерес. За Драгор, како поголема река, се разбира се прикажувало повеќе. Сознанието дека за втората река во Битола, Курдерес, која веќе ја нема повеќе од 30 години, младите генерации ништо не знаат, всушност е повод за денешнава емисија. Да кажеме дека Курдерес го формираат главно две селски реки, Брусничка и Лавчанска. Понекогаш во коритото на реката се слевале порои од блиските ридови и некои извори кои беа активни во постудените денови. Двете реки Брусничка и Лавчанска, откако ќе ги задоволеа потребите на мештаните во Лавци и Брусник, слегуваа надолу кон Битола и тука се разбира, откако ќе беа искористени за наводнување на бавчите и градините, се спуштаа надолу кон исток. Двете реки се соединуваа кај денешната раскрсница на улиците Солунска и Леринска. И од тука, како Курдерес, го продолжуваа патот до сливот во реката Драгор, крај индустрискиот дел. Токму од тука ќе ја започнеме емисијата и дури потоа ќе стигнеме во Стрчин или во Нова Битола, за да кажеме нешто повеќе за Брусничка и Лавчанска река. Приказната за реката Курдерес ќе ја расветлиме со помош на инженер Томе Делов, доста заслужен човек за идеи и за изградба на многу значајни објекти во Битола. Ова што досега го видовте е само еден дел од индустриската зона на Битола. Ние се наоѓаме на 20 метри подалеку кон градот, не надолу кон зградите кои што го обликуваат тој индустриски дел. Имено единствениот мост на овие простори под кој што минува реката Драгор. Недалеку од нас се наоѓа и местото кое што некогаш беше слив на реката Курдерес во Драгорот. Токму за тоа нешто повеќе ќе ни каже господинот Томе Делов. Нас не натера да го регулираме ова сето што е направено, да се затвори Курдерес, затоа што најпоќе имаше Битола зараза од фекалите што се наводнуваја, со фекали што се наводнуваја градинарските култури. Така да мораше да измислиме нешто и тоа беше најдоброто решение, да од реката Курдерес направиме
два канали одводни, едниот кај војската, вториот под Брусник, едниот да влегува во Драгоро, а другиот во Буковска река, и со тоа за сите времења го решивме проблемот и фактички она што Битол имаше најпоќе зараза, фактички сега и ја нема. Ова е делот кај што Курделес се влеваше во Драгорот. И сега Курделес не го нема и фактички тоа не постои. Ево ова само се знае кај влегваше во Драгоро сливот. А тоа беше негде 74-та, јас бев подпредседник, до 78-та, негде 75-та, 76-та година. Затоа, немајки поверење, пошто е мој проект тоа, тоа е негде проектот правен 62-63 година, и за канализација на Битол, и за Драгоро, и за Курделес. Така да со тој проект фактички дојде реализација, немајки поверење. Дали е тоа стварно реално, се свика во собранието, во собраниската сала негде околу 160 и повеќе градежни инженери и техничари од Битола, да се види дали стварно тоа е добро. Гласа е само тројца од водостопанство против, да не ги именувам, а другите сите беа за, бидејќи тогаш почна и кај свиларата веќе да се гради Курделес, сметајќи дека кој ќе се изгради Стражево и вода ќе тече. А таа вода е скапа, затоа што се носи по Пелистер, по Баба планина, од грчка граница па се до Стражево, и фактички ќе се изгубеше све што имаше. Затоа што ти да направиш магазин, да направиш браната, тоа е магазин, и да ја дојсиш до таму водата, то кошта преку 60 километра е каналот што ја носи водата, и да фактички ја фрлиш да оди по Курделес. И тогаш рековме, тоа беше фактички отворен канал за канализација. Рековме дека ќе се направи, го направивме. Имаше исто состанак на собрание, кај што вика дека тоа не може, ти треба години да се насипе. Тоа беше 5 метра по 1 метар висина, 5 метра ширина, 2 километра. Значи со 10.000 кубица спортската сала е градевна и стамбените згради во дворот на касарната, фактички имаше земја колку сакаш и го направивме тоа за 15 дена. Реката Драгор ја нема вечната придружничка реката Курделес од овој дел. Од тука натаму продолжува сам Драгорот да тече. Све се ојде во канализација. Канализацијата оди главна по Милутиновиќ и излегува на пато индустријски и влегува пред мосто за Логоварди на реката Драгор. Влегува така да и тоа се реши. Иначе секој пат кај тракторска што беше, вечето имаше пато, беше поплавено. Затоа што имаше тоа нерешено прашање. Сега со ова канализација што се направи со Милутиновиќ и скроз долу, фактички тоа се реши. Значи видовме овде некогаш било вливот на реката Курделес во реката Драгор, тоа повеќе не постои, го нема одамна, што значи дека Драгор од тука натаму го продолжува осамен својот пат па надолу некаде до реката Црна, оттаму Воздрци и се разбира преку Вардар до Егејското море. Ако од прилика мала река, меѓутоа еве сепак има еден долг пат кој што треба да го мине се додека не стигне таму до сините води на Егејот.
Се наоѓаме некаде при крајот на улицата Солунска, именно на 10 метра од нас е улицата 4 ноември, една од најпрометните сообраќајници во Битола. Да, меѓутоа, еве сега господинот Томе Делов ќе ни објасни од тука натаму како изгледаше реката Курдерес, а од индустријскиот дел, почетокот на индустријскиот дел, односно од улицата 4 ноември надолу, како беше тогаш реката Курдерес? Па, зиданиот 5 метра на метро висина, 5 метра ширина, канало почнуваше одовде. Надолу одеше отворен исто канал, меѓутоа земјан. Од тука наваму почна да се зида и се потрошија негде, она што кажав, негде околу 160 и повеќе милиони динари и почна да се зита сметајќи дека кој ќе се изгради стрежава ќе пушта вода. Тоа е апсурд и затоа се направи идејата се поправо почна да се исполнува да се истото насипе. И се насипа и стана сега улица двосмерна. Значи, На Битола му треба двосмерни улици, посебно кон индустријата и кон запад. Тоа живеат на запад, а одат на исток, одат за работа. се сеќавате колку километри беше од овој дел, од почетокот на зиданиот, па се додека имаше зидано корито? 2 километра беше. По 5 метра, по 1 метар, тоа е 10.000 кубици, како што кажав, го насипавме за 1-2 недели. Господин Делов, ако добро се сеќавам во тоа време пред да почне посипувањето на реката Курдерес и создавањето на оваа сега современа, би рекол, благодарение токму на таа река, современа сообраќајница, која е една од поголемите, подолгите, можеби и најубавите сообраќајници во нашиот град, имаше доста дилеми. Да речеме, прво се размислуваше дали тоа треба, прво, дали воопшто дали треба да се затвора реката Курдерес. Втората варијанта беше да се затвори, меѓутоа да се направи некој покриен колектор за да може да собира се што е нешто непотребно во Битола, а третата дури варијанта беше да се покрие, да се затвори комплетно реката Курдерес и да се создаде нова сообраќајница. Тоа беше фекална канализација отворена. Јас го правев проектот. Тоа е после 62-63 во урбанизмо корава, во Завод за урбанизам коравате. И тоа треба да се затвори и да се тргне таа вода. И ојдовне не само тоа, него ојдовне и површински да може да ја прими. Од кај Тумбекафе, од ова планината што е све да ја прима водата, да не иде Битола, исто од Брусничко да не иде Битола вода, ами да се носи во Драгоро и во Буковска река. Имаше Курдерес вода? Курдерес имаше канализација, вода имаше кој ќе врнеше. А иначе беше сува, е не Драгоро колку има малку вода, со 10 пати повеќе површина слив, него што имаше Курдерес. Има доста забележено останати спомени дека иако Курдерес немаше секојаш вода, меѓутоа на повеќе наврати имаше поплавуван овој дел на Битола. Па тоа е, ние сме близу до планината и секој пат, пошто не беше пошумувано, сега од кој е пошумувано нема поќе. Пак јас бев 4 години председник и 500 хектари пошумував. Пред тоа се пошумуваше 50 хектари. Али не со дупки за садење, него со ровови. Зедовне машина и со ровови ја правевне. Реката Курдерес памти од памти. Толку колку што се знае за реката Драгор, толку се памети и за реката Курдерес. Меѓутоа може да ни кажете од кои се сливови, кои се речиња, потоци и така натаму се напојуваше реката Курдерес? Се знае и Лавчански и Брусничка река. Брусничка е зедовне, ја фрливне во Драгоро, а Лавчанска ја фрливне покрај војската, ојде во Буковска река.
Се наоѓаме во непосредна близина на некогашната фабрика за фрижидери, а тука во незина непосредна близина се Сдруженијето на возачите, Транско-Безишката помпа, значи еден центар на познати објекти. А тука и еден мост. Нема врска на прв поглед со реката Курдери, што е и наша тема во денешната емисија, но сепак има. Каква е таа врска, ќе чуеме од господинот Омеделов. Па, со решението за Курделес, бидејќи имаше два влива, едниот беше Брусничка река, другата беше Лавчанска река, ги одвоивне, едната е внесовне во Драгоро Брусничка, а Лавчанска во Буковска река. Тука сме во непосредна близина на Буковска река. Канало кој што идеше од Лавци, покрај војската, еве го дојде кај Транскоп, нов канал направивме све и овде непосредна близина на негде 20 метра е Буковска река и влегва внатре водата. Од прилика се знае колку километра е сето ова? Па не иде 2,5-3 километра. Речи си во целата должина на Тумбекафе, страната на градскиот стадион по Тумбекафе, има еден канал. Многумина, особено од помладите генерации, се прашуваат зошто е овој канал, зашто служи, кога е изграден, како е изграден и така натаму. Еве одговор и на ова прашање. Па изграден е негде 76-та година, а овој канал е Лавчанска река фактички, Брусничка оди во Драгород, овде е бетониран, се до војската, војската ни поможи многу, генерал беше тогаш Петар, ни поможи многу, самите го изградија, тој е отворен канал земјан и после тоа до крај е исто отворен канал и се влева Лавчанска река. Ова е отворен канал, меѓутоа има дел што е покрие некаде од Прогрес до фабриката за фрижидери или до Жито, Битол или наспроти Транскоп, оттаму е подземја. Подземне, затоа што има патишта и за Буково и за грчка граница, мораше да се оди подземја, а другото после покрај пругата оди, као што ви кажав и претходно, оди се влева во Буковска река. Имате сега сознание дали во овој канал сега има вода, дали некојаш доаѓа повеќе? Па не се гледа, не бележено е колку има вода. На самите зидови се гледа докај течела кога е пролет, фактички негде април-мај е најголема вода, тогаш е топењето на снего. Иначе овој канал се фактички ја штити не само што водата од Лавчанска река, него ја штити се што е од Тумбекафе па се до Лавци, од планината све си влегува водата натре во каналот. Фактички ја штити Битола. Тој му е ободен канал фактички сега. Тој е стреќа. А ваков канал му требаше на Битола, со тоа што се регулира и Лавчанска река, се доби и еден ободен канал. Тој е двонаменски. Освен повремените врнежи или вода што доаѓа во овој канал, има постојан некој извор кој што го напојува овој канал? Да, се е Лавчанска река и ова што е површинска вода што од топење на снег што иде или од дождови што иде од Тумбекафе па се до Лавци.
Ова е улица Солунска. На потего сме од некогашниот многу познат Камен мост до мостот кај старата болница. Некогаш тука имаше корито, градено корито, а од обете страни на реката Курдерес имаше тесни патчиња. Идејата што го спомнав мостот Камен мост е практично и едно од прашањата што сакам да ги поставам на господинот Томе Делов. Дали се сеќава колку всушност мовчиња имаше на реката Курдерес и на кои потоци се наоѓаат тие? Ќе се обидеме малку да го вратиме сеќавањето назад и да се потсетиме на тие мовчиња од реката Курдерес. Па негде мислам околу 10 моста има, тие пропусти од свиларата почнувајќи, па навам од Камениот мост, па овде, овај беше свод еден кај старата болница, па нагоре, на раскрсницата кај што беше и Брусничка кај што влегваше со Лавчанска река и до Лавчанска река, значи негде околу 10 мостови. Може и повеќе. Најпознат беше Камен мост. Како што, да речам, луѓето од надвор Битола ја препознаваат по реката Курдерес, така Курдерес се препознаваше по така наречениот или познат Камен мост. Може ли нешто повеќе да ни кажете? Тоа е практично и на широк сокак? И денес, иако не постои то, све е покриено, се со патија, меѓутоа стално го велиме ќе одам кај Камен мост. Остана, тоа е уште така Остана како. името нас на постарите, сега другите, тоа е баш како ќе го вика. Во сеќавање на постарите битлочани е и мостот кај старата болница. Тој беше посебно поинаку граден од другите беа повеќе дрвени мовчиња. Тачно, овој беше бетонски, а овој други беше своден. Свод и овде имаше една висина така за качвање на улицата. Немаше име тој мост или стара болница, така. Кај стара болница, мост и така е, тачно, кај стара болница, мостот кај стара болница. Сега тука посадивме, го направивме двосмерно, посадивме брези, еве денес ги имаме и зелениле, се нормално. Све што се прави е добро. Ја да искористиме ова прилика. Јас се сеќавам, сигурно младите генерации не го паметат тоа. Реката Курдерес беше река, меѓутоа се велеше особено оние луѓе што беа подалеку од реката Курдерес дека многу тешко е да се живее покрај реката. Еден ми рече дословце ова. Абе дај да ти ги мијам ноците, инженер, да ти мијам и да ја пијам водата што не спаси од смрдејата што имавме. Да не го велам по име кој беше. Покојен. Сега, ајде уште еднаш малце спомнавме, меѓутоа од прилика така во бројки. Може да се каже колку кубици земја беа потрошени за да се затвори коритото на реката Курдерес? На собрание инженер поставува, тоа не може вели да се насипи со години. А тоа беше 5 метра на метро, зидан. Овај герис, да го речем, отворен, тоа е реката, 2 километра. По 5 кубици, тоа е 10 кубици. Ја градевме тогаш спортската сала и кулите што беа кај касарната, фактички има и повеќе земја. За негде 14-15 за 2 недели. Тачно ние го цело го насипавме и претходно изградивме канализација цеваста, ги врзавме сите приклучоци што беа му дадовме на сите згради што си имаја свој истек во Курдерес на отворениот герис, канал, така да денес си е улица одлична. Се наоѓаме на раскрсницата Солунска-Леринска. Солунска е една, можеби, од најдолгите и најпрометните сообраќајници во нашиот град. А така е благодарение на тоа што пред повеќе нешто од 30 години се направи тој зафат, коритата на Лавчанска и на Брусничка река се покрија и се создадоа современи сообраќајници. Овде практично се судрираат тие две реки Лавчанска и Брусничка, но за тоа пак нешто повеќе ни каже Томе Делов. Од тука почнува заедничката Курдерес, додека довде, одавде, нагоре,
Брусничка, одавде Лавчанска. И двете заедно створија Курделес реката. Исто беше и на едното корито и на другото. Беше цидено корито и на едната и на другата река. Исто беа, ова беше помала и потесно, таа беше поголема. Брусничка е поголема река, поќе прилив има, поќе има под планината, поќе вода од топење на снего. Овде имаше некој мост, се сеќавате, кај што се спојуваат двете реки? Не се сеќам. Не се сеќам. Беше улица, овде улица, таму тоци беа. И реките двете споени, немаше мост, така мислам. Коритата, без оглед дали беше на Лавшанската, од овој дел нагоре зборуваме, а и надолу, никогаш не се чистеа во времето кога постоеше Курделес? Не знам, а меѓутоа тоа е отворен герис, се вика тоа. По турски, фактички отворен канал и за атмосферска и за фекална канализација. После тоа направивме канализација и го насипавме, еве денес добивме улици фини, двосмерни улици, кај што беше пошироко, кај што е потесно, фактички една улица. Не виде ни еден сообраќај, да беше уште коритото на реката Курделес, а во овој дел кај што сум сега на Лавшанска и Се возеше Брусничка, полека. во едносмерни уличиња тесни. Се возеше полека. Се наоѓаме во населбата Стрчин или под населбата Стрчин. Тука недалеку е од мојата десна страна студентскиот дом или некогашната позната болница за ТБЦ. И ова е една населба комплетно ново изградена и така натаму и така натаму. Меѓутоа ние сме на местото од каде што всушност започнува оној граден дел од коритото или од каналот што го гледавме долу некаде кај стадионот по Тумбекафе, кој што ги прибира отпадните води и атмосферските води и се разбира помага доста за да се заштити градот од евентуални поплави или надојдување на несакани води. Еве го господинот Томе Делов ќе ни објасни малку повеќе каде сме всушност точно ние и што представува ова место. Па фактички одовде свртивме реката Сапунџица и си оди по каналот Нов кој што е изгради и влегува во Буковска река. Одавде тој е бетонски и кај Тумбекафе, од Тумбекафе со подвоз кај фрижидери и право во Буковска река. А овој дел што е пред нас, ова Тој дел си е постоечата река и таа одеше десно, овде одеше надолу, кај што кажувавме, кај што се спојува со Брусничка река. Одавде е земена водата фактички, изграден е новиот канал кој е обален, да речам, периферен на Битола и ги зема и водите, како што кажав, и фактички своите води што му се од реката, од потокот, кај Лавци. имаше доста вода ова река некогаш, ќе си кажете? Немаше. Тоа си се порои, е пошумено така да нема многу вода. Малку битолчани, претпоставам оние од помладите генерации знаат дека Битола, освен реката Драгор, до 70-тите години имаше уште една река, исто така доста позната и околу која живеат доста битолчани. Тоа е реката Курделес со 10 мостови, од кој најпознат е Камениот мост. Меѓутоа одамна таа река ја нема, а младите воопшто немаат представа дека тука низ Битола имаше или течеше уште една река. Таа река се формираше од две помални рекички.
од Лавчанската и од Брусничка река. Таму далеку, во далечината е селото Брусник. Откако оттаму од висините на тоа село се разбира откако ќе ги задоволи сите потреби на местното селско население, Брусничка река надолу се спушта во еден тек од околу 2-3 километри додека не стигне во влезот на Битола. Ние сме практично овде на еден од мостовите, од каде што реката Брусничка влегува во Битола и право во течение таму на левата моја страна стигнува до реката Драгор. Меѓутоа порано ова река, како што рековме, и Лавчанската река ја формира реката Курдерес. Фактички негде лево одавде, на околу 500 метра е реката Драгор, кај што се влива ова Брусничка река. Иначе заедно со Лавчанска одеја по средината на градот, мислам, одеја кај Камен мост и излегва во полето долу, кај што бевне во Драгоро под кланицата. Сега фактички еве за стреќа и го чиста каналот, тој е обложен бетонски канал, секој пат добар. Ова река е поголема од Лавчанска, така да со тоа Битола не само што овие води ги тргна да не биде со канализација фактички Курделес, него фактички направи заштита на Битола од овие води кои што идат од западот. Ете, тоа беше приказната за реката што е нема, за реката Курдерес. Коритото, како што чувме, е затрупано со огромни количини отпаден материјал. Наместо река, денеска имаме современа сообраќајница во поголемиот дел со брези и други дрвја на средината. Сообраќајница без која денеска не може да се замисли сообраќајот во Битола, односно градот под Пелиштер, или како што многумина го нарекуваат, градот на автомобили.